Филип Димковски, агроном, професор по земјоделски предмети во Средното општинско училиште Орде Чопела. Учениците кои сега треба да се запишат, треба да размислат секако тие и нивните родители и да се соочат со фактот дека додека постои човештвото секогаш му е потребна храна. Токму на нашите насоки, агротехничари и техничари за фитомедицина, учениците ќе научат како да произведат храна, за да можат да бидат самостојни, да произведат храна за нивните семејства, но и многу пошироко, да можат да развијат собствени бизниси и доколку веќе нивните семејства се занимаваат со производство, да се унапредат со стекнатото знаење во нашето училиште, да бидат уште поуспешни во нивните семејни бизниси. Прво, во нашето училиште, освен теоретскиот дел, имаат и практична настава и училиштето располага со многу можности за изведување на практична настава, стакленик, пластеник, површини на отворено, соработка со реални компании каде што се изведува пракса, како земјоделски аптеки, Институтот за тутун, винарски визби. Исто така учат и за механизацијата и добро е што нашите паралелки се дуални, значи сите ученици добиваат по 3.500 денари месечно, што секако им го олеснува средношколскиот живот. Понатаму, доколку одлучат да студираат, пред се од нашите насоки можат да се запишат на земјоделските факултети и на биотехнолошки науки и така натаму. Јас сум Јане Невоски, сум 4-та година техничар по фитомедицина. Овде е многу добро да се учи, затоа што покрај практичниот дел и теоријата, сето го совладуваме, работиме, значи многу со професорите, учествуваме на секакви надпревари. Сега последно учествуваме на државниот тракторски надпревар, каде јас освоив второ место на државно ниво за заштита на растенијата и овошките. Во иднина би се гледал како иден професор или иден што би придал за државата повеќе. Јас бев на таква средба во Грција, преку, значи таму многу добро е практичната настава, нови знаења, нови другарства, сето ново. Ми беше и понудено и работа после школувањето.